Почитувани во прес-центарот на МИА е ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, господинот Дејан Мираковски. Господине Мираковски, добро ни дојдовте во прес-центарот на МИА. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Универзитетот Гоце Делчев од Штип е еден од помладите универзитети во земјава. Во моментов многу е актуелна дигитализацијата на универзитетите и фаќање на оној чекор со дигитализацијата. Меѓутоа и воведување на нови студиски програми на англиски јазик. Дали Универзитетот Гоце Делчев ги следи овие трендови во високото образование? Универзитетот уште од самото основање некако беше насочен кон воведување на дигиталните алатки во образованието и не само дигиталните алатки во трансферот на знаење, туку и во сите придружни сервиси на вработените и на студентите. И со право може да кажеме дека сме еден од лидерите, универзитетите лидери во оваа област. Кај нас најголем дел од административните услуги се кон студентите, па и кон вработените се целосно дигитализирани. Имаме посебни платформи како што е E-индекс, внатрешна платформа со сите потребни барања за вработените, така што целиот тој процес некако веќе има континуитет и навистина функционира. Постојано се обидуваме да го подобриме и воведуваме новини и во тој сегмент, но секако и во сегментот на поголем степен на дигитализација во областа на образованието. Тоа подразбира нови хибридни модели на учење, односно на трансфер на знаење, хибридни модели на испитување на знаењата. Користиме неколку платформи кои што се покажаа како многу успешни во периодот на пандемијата, која што навистина покрај многу лоши работи што ни донесе и знаење како да постапуваме или како подобро да ги искористиме тие платформи, и сега некако тоа стана многу поприродно и од страна на студентите, но и од страна на вработените, што беше можеби и примерна пречка во по-сериозно воведување на овие алатки. Мислам дека и со Microsoft Teams платформата, која што кај нас е целосно поддржана со кампус лиценците, ни овозможуваат да доставиме и многу други алатки за поставување на видеа, на материјали. Ние направивме некаде околу 100.000 часа предавања. Имаме веќе на тие платформи, тие остануваат, се зголемуваат, се подобруваат. Тоа е една, имаме Moodle платформа која што овозможува да креирате курсеви, да креирате на испитни квизови, прашања, тестови, и целото тоа е функционално на едно доста високо ниво. Покрај тоа имаме и електронска библиотека во која што во целост нашите студенти можат бесплатно да ги преземат материјалите на учење. Сега скоро прославивме 1000 наслови во таа електронска библиотека, со што во целост се покриени сите области на изучување на универзитетот со соодветни наставни материјали. Имаме матурантите кои што завршуваат сакаат да заминат на студирање во Словенија и во Бугарија. Некои од тие факултети или универзитети им се атрактивни. Дали вие почнавте да го следите тој тренд да се изучува одредена студиска програма на англиски јазик? Имавте минатата година такви обиди, меѓутоа оваа година дали го проширувате тој спектар на факултетите? Интернационализацијата на универзитетите е веројатно и иднината на образованието, тоа го прават сите поголеми современи универзитети. Ние од минатата година веќе имаме неколку програми акредитирани. Оваа година планираме воведување на дополнителни студиски програми, а работат речиси сите факултети на нови студиски програми на англиски јазик. Интересно е што не само за странските студенти, туку тоа е интересно и за државјани, за наши државјани. Веројатно трендовите се такви на глобализација, така што сигурен сум дека тој процес ќе стане уште поинтензивен. Во моментот имаме многу атрактивни програми на англиски јазик. Тоа се програмите на Факултетот за медицински науки, општа медицина, се подготвува акредитација и на стоматологија, веројатно ќе следи релативно брзо и на фармација. Тоа е
атрактивно и за студентите од другите држави, но како што спомнав и за наши државјани. Имаме на правниот факултет меѓународно право и дипломатија, имаме се воведува на факултетот за информатика, техничките факултети набрзо и тие следат со своји програми на англиски јазик, на уметностите се веќе присутни подолго време и расширени овие програми. Мислам дека ќе успееме барем 50% од покриеноста на македонски јазик во наредниот период, во наредните година до две, да ги надополниме со програми и на англиски јазик. Факултетот за медицински науки е најголем факултет на Универзитетот Гоце Делчев, кој е интегриран универзитет. Зошто е тој наплив на студенти според вас на медицинскиот факултет, а не на природно-техничките факултети, каде исто така има развој, односно има перспектива за младите луѓе? Добро, како што спомнавме, младите се динамични, сами ја гледаат, нивна е перцепцијата што у дадениот момент е интересно. Ние во подолг временски период имаме недостаток на кадар, медицински кадар и во земјата, но за жал, како земја е извозник на работна сила на некој начин, да кажем, ние подготвуваме во голема мера и кадар кој што заминува надвор од државата. Медицинскиот факултет се етаблираше како навистина квалитетна институција која што овозможува квалитетно знаење. Нашите студенти, можам слободно да кажам, се навистина одлични, дипломираните студенти брзо се снаоѓаат во процесите, добиваат соодветни лиценци, дури и во странски држави се снаоѓаат одлично и за жал голем дел од тие дипломирани студенти, кои што и не се толку многу на број, ние некаде просекот е околу 100 годишно дипломирани лекари, ги губиме во странство. Пак ќе кажам, младите бираат или ја креираат перспективата, ова е струка која што веројатно и во иднина ќе биде неопходна, нели со сегашните процеси на замена, воведување на поголем степен на дигитализација, замена на работните места, можеби се ствара и некоја конфузија кои се тие што имаат перспектива, но некако овие струки веројатно им се чинат посигурни. Има повеќе причини. Таму запишуваат навистина квалитетни студенти, одржуваат квалитетно ниво на настава, на практична. Ние имаме договори со најголемите и најдобрите болници од државата и некако тоа меѓу студентите е прифатено и станува уште попопуларно и се надевам дека ќе продолжат со тој квалитет кој што го остваруваат. Порано ви беше проблем наставниот кадар на овој факултет. Сега, според вас, кој е најголемиот проблем? Дали студентите имаат добри услови за студирање на овој факултет? Ние правиме максимални напори да имаме квалитетни услови за студентите и имаме квалитетни услови за студентите, имаме соодветна инфраструктура од амфитеатри, предавални, вежбални, договори со, како што спомнав, најголемите болници во овој регион, но и во државата во целина. Кадарот веќе навистина не е проблем, сметам дека имаме навистина врвен професорски кадар, не само на регионално, туку и на национално ниво етаблирани кадри. И главен проблем за сега е немањето на една зграда во која ќе функционира. За сега тие се дисперзирани во повеќе објекти на универзитетот, наставата се одвива и функционира, но тоа движење веројатно представува одреден проблем и за студентите и за наставниот кадар. Главна цел и на нас, еден од приоритетите ни е да направиме нова зграда на медицински факултет, која што ќе биде наменета и за институтите, односно за научно истражување и за целосно одржување на сите административни и образовни активности на факултетот на едно место. Факултетите за природно-технички науки, земјоделскиот факултет ги имат најсовремените лаборатории. Средства за опремување на овие лаборатории добивате и од државата, т.е. од Министерството
за образование, дали ги направивте овие лаборатории да бидат пристапни за студентите? Меѓутоа, еве и за средношколците. Имавте една таква идеја? Ние таа идеја е во целост реализирана, но тоа е од почеток. Пристапот е така, ние го градиме тој пристап на отворена наука во која сите студенти и истражувачи, не само од нашиот факултет, туку од сите универзитети во државата, па дури и од регионот, можат да дојдат, да работат, се трудиме да ги покриеме сите неопходни трошоци без никакви трошоци за студентите. Во последно време правиме обиди да се поврземе подобро со средните училишта и развивме еден вид софтвер за комуникација во кој талентираните студенти ни ги даваат, идни студенти, средношколци, ни даваат информации за нивните знаења и интереси, да пробаме да им ги направиме уште подостапни и да може да се вклучат во нашите истражувања во целост. Тоа е одличен систем, овозможува студентите и средношколците да добијат врвни услови за работа, а ние да имаме врвни идни колеги, па и колеги кои што работат на истражувања во сегашниот период, пред тие да станат идни академски граѓани. Колку ви помага тоа што имате одлука за стипендирање на 10 идни студенти на факултетите, односно на најдобрите студенти, ослободени се од партиципација? Па не се 10, по 10. Не се и по 10. Бројките се зависно од големината на факултетот. Од 40 на најголемиот факултет го спомнавте медицински науки, па потоа 30 имаме на информатика, по 20 на техничките и помалите факултети, најмалите се по 10. Ние сакаме да им овозможиме на сите добри ученици да ги намалиме трошоците за студирање и верувам дека тоа ќе им значи. Првата година се ослободени целосно од партиципација, потоа имаат други програми, дел во рамките на Министерство за образование, можности за стипендирање. Ние правиме обиди да ги ослободиме повторно од партиципација најдобрите во сите студиски програми, а за среќа голем број од компании стануваат се поактивни во стипендирањето и ангажирањето на студентите уште во текот на нивното студирање. Најновите податоци покажуваат дека 69% од средношколците во земјава се запишани во средни стручни училишта. Но на факултетите ми се чини дека оваа бројка не се поклопува. Па добро, у средните стручни училишта влегуваат веројатно и медицинските науки од областа на медицината, и тој број голем дел, во голема мера, тие продолжуваат на повисоки степени на образование на факултетите, соодветно на нивните струки, кај техничките науки, за жал, не се поклопува. Повторно ќе кажам, инженерските науки некако не успеваат да добијат атрактивност кај младите луѓе, иако верувам дека тоа е иднината на идните кариери. Не може да функционирате без поголем степен на знаење, на познавање на реалните проблеми, а инженерите ги решаваат реалните проблеми на сегашност. Според вас, каде и како може да се реши овој проблем? Дали средношколците и оние во основните училишта немаат доволно знаење за математика или за природно-технички науки? Па не би рекол дека немаат доволно знаење, некако тој предмет го држат како многу тежок предмет. Веројатно треба да работиме сите заедно и веројатно ни требаат многу подобри програми и во основното образование и подобра обученост на наставниците и во основното, и во средното, и во високото образование, кои што ќе ги направат подостапни овие струки, а заедно со стопанските организации, односно со компаниите од реалниот сектор, ќе ни треба да работиме да ги привлечеме со јасен показател за нивните идни кариери, идните примања, идните можности. Така, веројатно, младите луѓе ќе можат полесно да се одлучат, доколку знаат кои се идните развојни можности, што може да очекуваат, а треба и да работиме да им ја покажеме убавината на овие
професии, навистина е задоволство да може да работите на решавање на некој реален проблем кој што утре да видите дали тоа што сте го проектирале е изградено како што сте го проектирале, дали одредени податоци кои што сте ги собрале помогнале за подобар квалитет на животот, за подобра по просперитетно општество. Некако тука не успеваме најдобро да се прикажеме пред младите, иако верувам дека сега со начините поголемата комуникација и отвореност во сите аспекти, верувам дека тоа ќе почне да се менува. Ги надминавте ли недоразбирањата или оние критики од бизнис секторот кои што во изминатиот период говореше дека средните училишта, високообразовните институции, тоест факултети и универзитети, не продуцираат квалитетен кадар? Па ја не мислам дека е тоа точно. Наши студенти се директори на многу успешни компании, имаат своји компании, релативно лесно се движат низ кадарот. Можеби немаме кадар соодветен на тоа што е барањата, но ние не можеме да продуцираме, ако немаме влез, не може да имаме излез. Значи, у одредени струки, за жал, имаме многу мала заинтересираност. Потребна ли е поголема отвореност од бизнис секторот? Дефинитивно треба да работиме заедно. Бизнис секторот, ако сака да продуцира кадар кој што има специфични знаења, постојат одредени, на факултетите се добива општ спектар на знаења од одредена струка, доколку сакаат специфични знаења, обично тоа во поразвиените економии се решава со дополнителни, ги нарекуваат micro-credentials, дополнителни специализирани обуки, краткотрајни 3, 6, 9 месеца, во кој може да работат во исто време и во компаниите и во исто време да изучуваат специфичната проблематика, да ја изучуваат на универзитетите. Целото тоа е веројатно правец у кој што ќе се надминат овие да кажам, разлики помеѓу перцепцијата во бизнес секторот и на универзитетите, иако јас сум сигурен дека квалитетот на кадарот што го продуцираме е на соодветно ниво. Уписите се во август, какви бројки очекувате? Почнавте кампања за да привлекувате студенти? Па да, кампања да привлекуваме студенти кај нас е отворена некако 12 месеци. Ние тоа воопшто и не го прекинуваме, како што спомнав, се трудиме да соработуваме со средношколците, воведовме некои новини да се доближат, да можат да учествуваат и во лабораториите во работа, и во заедничка работа на проекти. Очекуваме бројки, за жал ние имаме драстични демографски промени, кои што некако се интензивираат во последните години. Бројот на ученици во државата, во средните училишта и во основните училишта од година во година опаѓа. Ние се надеваме дека ќе успееме да ги задржиме. Некако универзитетот е стабилен веќе последните 2-3 години на исто ниво, ќе успееме да ги задржиме минатогодишните бројки околу 1500 студенти запишани. Од 1500 нашите позиции и нашите слободни места се околу 2000. Тоа е солиден степен на пополнетост и се надеваме дека ќе успееме да го оствариме. Така. И сосема за на крај, на македонската јавност сте познати по лабораторијата Амбикон и по вашите истражувања во делот на загадувањето на градот Скопје. До каде е истражувањето со загадувањето? Имаме ли некои поместувања за Скопје во делот на воздухот? Па добро, сега веќе се во фаза... Се намалија ли тие параметри? За да се намалат параметрите, освен да ги детектирате проблемите, треба да се насочите и кон решавање на тие проблеми. Кај нас проблемот е слоевит, за жал, некои работи ќе мора да ги правиме подолг временски период и многу поупорно од сега што ги правиме. Во моментот правиме слично истражување во други 5 града во внатрешноста, вклучени се градовите Куманово, Кавадарци, Струмица, Гостивар и Струга. И се работи на истражување на изворите на загадување во тие средини, во внатрешноста. Некои од нив се индустријски, некои немаат никаква индустрија, да видиме што точно ги загадува и тие региони. Верувам дека ако поупорно работиме на решавање на проблемите, релативно брзо ќе ги видиме резултатите. Во овие градови колку време ќе траат истражувањата? Истражувањата почнаа сега оваа пролет, ќе траат до наредната, декаде до средината на наредната година.
првите резултати до крајот на наредната година. Тука е интересно што вклучивме уште една компонента која веројатно е и попроблематична за квалитетот на животот и повеќе го загрозува здравието на луѓето. Тоа е квалитетот на воздухот во затворените простории. Фокусирани сме на училиштата и на градинките да го видиме квалитетот во просториите во кои нашите деца поминуваат голем дел од времето. Во Скопје дали се намали загадувањето на воздухот доколку се промени начинот на превоз на луѓе од оној стандарден автобуски превоз што го имаме во Скопје, во некој друг? За жал, у Скопје, како што спомнав, проблемот е слоевит и најголемото загадување доаѓа како резултат на согорување на огромни количини на разни видови горива, пред се за загревање во текот на зимската сезона. Тие горива, цврстите горива, дрвата, например, јаглен во релативно мали количества се согорува, цврстите горива, нафтата, посебно во стари горилници и печки, се енормно висок извор на загадување и од домаќинствата, и од објектите јавни кои што ги користат тие. И моје лично убедување е додека не направиме значаен исчекор во тој сегмент, нема да имаме подобри резултати. Сообраќајот секако има влијание, но нема да имаме овие епизоди на екстремно загадување ќе продолжат и ќе ги имаме се додека не направиме исчекор во по-ефикасен начин на загревање на домовите во урбаните средини. Господине Мираковски, благодарам на разговорот. Благодарам. Почитувани, беше разговорот со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, господинот Дејан Мираковски.